Не се дојде ни еден да рече чеки лудиве како живеат. Мечките си шетаат, си уживаат и селово. Си иде ноќи, ради реда со петарде, пао и ништо намегда. Соседи ни направи веќе мечкеве. Си шетаат честно и поштено. Овие изјави на жителки на селото Жировница ги снимавме пред околу 7 месеци. Тоа беше време кога целата држава разбра дека мечките кои живеат на подрачјето на Националниот парк Маврово секојдневно се симнуваат во околните села, по улиците, дворовите, па и домовите. Властите најавија серија мерки што временски се совпадна со времето за зимски сон на животното. Па проблемот го снема, барам во медиумите. Сега се вративме во Жировница, за да провериме што од ветеното е исполнето и дали мечките повторно си се шетат честно и поштено. Една од мерките беше контрола на ѓубрето. Лани контейнерите најчесто беа полни и незаштитени, што според експертите ги привлекува мечките да се симнат меѓу луѓето. Препораката беше да се чисти почесто, а околу контейнерите да се направат кафези, за мечките да не можат да дојдат до храната. Сега, на терен се уверивме дека тие места се почисти, но мерката не е исполнета до крај. Контейнерите и натаму немаат целосна безбедносна метална ограда, како што беше предложено од меѓуресорската средба во Центарот за управување со кризи. Не успеавме да го добиеме градоначелникот на општина Маврово и Ростуше, кој е надлежна за комуналните работи. Во долното мало на Жировница не пречека Рамиз Незири. Тој лично сведочи дека мечките повторно доаѓаат по ѓубрето. Имал директна средба со мечка пред само неколку дена. Си идев од центарот и седнав тука кај изликав. Па едно 5 минути ми идеше нешто, ја мислев коза или овца. Во моментот ми слезе мечката на 1 метар. Јас се уплашив, али не баш. Ја реков, мечко, одеме ли, шо сакаш тука? Си замина нагоре. Ја мислев, отиде шума. По 1 минут се врати и се качи на кровчето. Ја реков, ајде да доидеш, шо е, станав. Ја видов на кровот, ја сликав одблиску. И по тоа се поттрнав едно 5 метра назад. И таа сврти од кровот и слезе кај кантата. Кантата ја заврти, ја почнав да снима. Ја заврти кантата, ја стави главата внатре, ја извади на кеса, ама не најде ништо. Ја сврти главата кон мене, ја почнав да се оддалечува да не ме нападне. И така. Се уплашивте? Па, речи си, почина раце ми се тресет. Прв пат во животот на 64 години се сретна толку блиску со мечка. Освен подобра контрола на отпадот, што според сведочењето и снимиките на Рамиз и натаму ги привлекува мечките, други превентивни мерки кои ги усвои владата беа хранење на мечките надвор од населените места, електрична ограда околу имотите каде што се чува животни, успивање и дислоцирање на мечки, заплашување и одвраќање. Председателот на местната заедница Аднан Салију вели дека е разочаран што од ветеното речиси ништо не се остварило. За жал, ни удри една ладна крпа, ние викаме Жировница. Падна снегот, мисле дека мечката се повлече. За жал, цела зима се сочуваме со проблем со мечки. Ќе монтираме струја, ќе направиме не знам што, ништо таа работа. Освен пукајнето од страна Национален парк на ренџерите, неколку пати што беше есента, друга мерка апсолутно не е презета према Жировница и територијата на општина Маврово и Ростуше. Салију вели дека биле убедувани и дека мечките ќе бидат преселени, но и од тоа не гледа резултат. Одговорите дека за кратко време тимот ќе биде обучен, пошто немало во Македонија таков тим за успивање, ќе биде обучен тимот во Црна Гора, ќе дојдат да ги успеат и да ги преносат. За жал, 8 месеци истава слика ја гледаме со Жировница. Секој ден мечката си шета, дори смешно е, веќе се навикнаме, као дел од жителите вика, дајте бај храна да носиме, ручек и вечер. Жалост. Не знам зашто занемарана работава или чекаат, не дај Боже, да дојде до некои несакани последици, до
гледаме по светов и по Европа како напаѓаат веќе на човечки фактори. Националниот парк Маврово е една од институциите кои требаше да спроведе дел од мерките. Отаму велат дека не се согласувале со дел од мерките предложени пред 7 месеци. Она што го барале, вели инженерот на Националниот парк Маврово, Томо Ѓорѓевски, е да се успиват и дислоцират мечките, но не успеал обидот за преселба на дел од животните на Осогово. Не добивме таква потврдна информација, затоа што оној кој што беше надлежен од владата, тој е директорот Стојанче Ангелов од Центарот за управување со кризи, да ги следи мерките и спроведувањето на мерките, ние направи еден обид во Осоговскиот дел. Веднаш добивме негативна реакција од населението. И тоа би значило решавање на проблемот од едно место и создавање на нов проблем на сосема нова локација. Ѓорѓевски вели дека постојано е во контакт со населението и го разбира нивното незадоволство, но според него, се додека не се усвои планот за управување, не верува во подобрување на ситуацијата. Тоа ќе биде документ со кој што ќе биде регулирана бројната состојба. Ова ќе го подкрепам, овој факт ќе го подкрепам за да бидеме усогласени сите. Во декември 2023 година помина новиот закон за ловството, каде што сите права и одлуки се дадени на специјална полициска единица која што ќе треба да интервенира доколку се создадат вакви случаеви за да имаме потреба од интервенција. Меѓутоа, ќе повторам, се додека не се донесе планот за управување, не се изготви планот за управување. Што поскоро да се изготви, јас би сакал уште утре да го имам, уште вчера да речам би сакал да го имам, како би интервенирал што побрзо. Иако и од Националниот парк и жителите тврдат дека мал дел од препорачаните мерки се спроведени, од Центарот за управување со кризи и имаат поинакво гледање на работите. Портпаролот на институцијата Илија Бујаровски тврди дека жителите на Жировница сега слободно може да излегуваат од своите домови. Основни беа мерките кои што беа за заградување на таму каде што се контейнерите со отпадоци, да се скрати можноста на хранење на мечките со оној лесно достапен оброк, би рекле, од рестораните и така натаму. Потоа, една од продуктивните мерки која што вроди со плод беше заплашувањето од страна на ренџерите и сите ангажирани лица заедно во координација со општинската власт. Со помош на природата, вели Бујаровски, проблемот сега е решен. Имаше повеќе шумски плодови, бидејќи знаеме кога нема во планините, во шумата плодови со кои што можат да се хранат мечките, тие бараат извор, а лесен извор се депониите и буквално ѓубриштата и контейнерите, кои што тие, како паметни животни, научија дури да ги отвораат. Но тоа што го кажуваат во Скопје не поминува добро во Жировница, дури ни кај оние што дел од животот го поминале во главниот град, како поранешниот пратеник Латиф Пајковски. Очигледно резултат нема, за жал, затоа што тие што ги носеле мерките никогаш во живот немале прилика да се сретнат со мечка. Тие што ги носеле мерките живеат во градски урбани средини, нивните дечиња живеат, се шетаат по улици по градовите и не го почувствувале стравот од присуство на дивината во конкретни случај на мечката. Како човек со искуство во законодавниот дом, Пајковски апелира на прашањето да не се гледа бирократски. Да, треба да се заштитат и мечките, и дивите свини, и сите диви животни што ја прават природата таква каква што треба да биде, но пред се населението, кој што чувар на државноста, чувар на границата, чувар на општо придобивките што ги има една држава. Апел од институциите имаше и Незири, кој неодамна се сочил со мечка. Ова е жалосно и срамота. Ајде да речеме на стока. Да не речеме деца имаат, да нападне некој дете. Додека не се случи нешто, овие ништо не преземат. Ама тоа касно ќе бидат.
Многу касно ќе видат. Жировница не е единственото место каде пролетва беа забележени мечки. Беа снимени и на други локации во Маврово. Имаше напад на трло овци во Гостиварско. Беше нападнат и сточар во Прилепско и дански скијач на Шарпланина. Не се ретки случаите на прегазени мечки по патиштата. Кафеавата мечка е строго заштитен вид, по трајна забрана за лов уште од 1996 година. Според Националната црвена листа, тоа е животно во ранлива категорија во земјава. Проценките во 2020 година говорат дека во Северна Македонија има близу 400 единки, но бројката не е добиена од системски мониторинг.